Почитувам председател на владата, присутни. Почитувам господин Криспи Дейвид. Имавме задоволство да се запознаеме некаде на еден сличен настан на средината на минатата година, во јуни беше, кога ја презентиравме новата инвестиција на Магна во Скопје, бидејќи се уште немавме просторни можности тоа да го направиме тука, и тогаш си ветивме дека заеднички во најскоро време ќе направиме убав настан, каде што ќе видиме покрај убав простор секако и многу насмеани лица. И ветувањето сами на себе си го исполнивме, мене ми е тоа навистина драго. Дојдејќи нааму го прашав Данчо дали двајца од вашите колеги Мишо и Кристина, кои што со своето присуство го збогатија настанот минатата година, се уште меѓу вас, и ми беше особено драго што ги видов денеска тука повторно исто онака насмеани како што беа насмеани во Скопје минатата година, меѓутоа сега заедно со уште многу нивни сограѓани, што мене исклучително многу ме радува. Навистина задоволство се види сето она што го работиме во канцеларија, низ напорни состаноци, средби, презентации, да може да се ефектуира преку многу среќни лица денеска присутни на ова отварање. Јас нема да зборувам многу за самата инвестиција, бидејќи Девид го зборуваше тоа досега. Резултатите од нашата работа се гледаат практично и преку овој настан кој што го организираме денеска. Само ќе потенцирам дека низ разговорите кои што ги имавме минатата година успеавме да стигнеме до некоја бројка која се потврди денеска на презентацијата од инвестиција која што ќе биде некаде над 35, односно според деловниот план кој што го имаме веќе 40 милиони евра. Со бројките со кои што располагаме, повторно зборуваме за некоја цел која што треба да се реализира во наредните неколку години, тоа се над 1000, односно 1300 нови работни места, и тоа е според структурата на вработените како што гледам луѓе од локалните средини. Повторно кажам, вистински реален ефект од нашата работа. Ќе потенцирам дека во изминатите 18 месеци, благодарение на овој отворен и практичен пристап кој што го имаме со странските инвеститори, успеавме да постигнеме договори кои се бројат веќе со над 620 милиони евра. Меѓутоа, милионите евра не значат толку многу, бидејќи тоа е опрема, тоа се објекти кои што припаѓаат на некои компании. Она што е посебно важно е тоа што во рамки на тие инвестиции планирани со отварање, веќе дел се отвараат нови работни места кои се бројат со веќе над 4, односно 4,5 илјади. Тоа се 4,5 илјади нови работни места за луѓе како вас, тоа се 4,5 илјади наши сограѓани кои што и наши семејства, кои што ќе добијат можност за пристоен живот. Дека не се овие само празни зборови, бројки покажуваат и податоците кои што ги презентиравме пред некој ден, дека само од почетокот на годината компаниите кои се дел од семејството на Тирс имаат креирано дополнителни 1600 работни места. Тоа се, повторно кажам, 1600 наши сограѓани кои што си го нашле своето место под сонцето и остваруваат пристојна живеачка. Нашата посветеност да работиме на креирање на нови работни места, секако добро платени работни места, продолжува понатамо, и јас само од оваа говорница сега можам да се обврзам дека посветената работа продолжува и понатамо, и нашата цел која што ја поставивме на почетокот на овој мандат, а тоа е да видиме удвојување на обемот на странски инвестиции во зоните од 1 милиарда, колку што изнесуваше во изминатата декада, на дополнителна милиарда до крајот на овој мандат. И оно што е поважно, 14.000 работни места да ги удвоиме, а на добар пат сме тоа да го направиме, се реално остварливи, и секако и со ваша поддршка ќе успееме да ги реализираме. Јас застанувам тука, повторно кажувам, благодарам, навистина ми го исполнивте срцето во овој инаку поприлично тмурен ден надвор, да бидам присутен на ово отварање, да видам волку многу насмеани луѓе тука. Благодарам.